Близу 1 милион и 300.000 денари планира да потроши локалната самоуправа за најавената реконструкција на градскиот стадион во Кочани. Веќе е објавен огласот за избор на изведувач на градежните работи, а пријавувањето на заинтересираните компании е до 10 февруари. Според тендерската документација, опфатени се неколку позиции на кои треба да се работи, при што главно место има реконструкцијата на подтрибинскиот дел, односно сооблекувалните и другите помошни простории. Освен тоа, се предвидува да се санираат тоалетите за публиката, како и да се постават нови алуминиумски стативи за головите и метален јарбол. Дополнително, на влезот на стадионот ќе бидат поставени нови врати, а ќе се оспособат и кабините за спортските коментатори. Инвеститорот на располагање нема долг период за реализирање на планираната реконструкција, затоа што во план е уште пролетва градскиот стадион да се оспособи за одигрување фудбалски надпревари од меѓународен карактер. Според најавите, се очекува во април Кочани да биде домаќин на женските фудбалски репрезентации на Македонија и Шпанија, а еден месец подоцна кај нас да гостува и репрезентацијата на Италија. Мислам дека ќе биде во најдобар ред и ќе можеме да граѓаните на општина Кочани и пошироко покрај машкиот фудбал кој пред 20 на години се играше во Кочани и за прв пат една репрезентација да дојде и да го представува во најдобро светло и нашиот град и развојот на женскиот фудбал во Македонија и пошироко. Последните градежни зафати на стадионот Никола Мантов беа направени во почетокот на 90-тите години, кога се изгради и покри западната трибина. И тогаш реконструкцијата помогна во Кочани да гостуваат странски фудбалски репрезентации, односно младинците од нашата држава играа против своите врсници од Данска, Кипар и Турција.